Протестите се демократска алатка. Ги разбирам и поддржувам сите кои одлучиле својот револт да го искажат на протести, но не и оние кои преку трагедии се обидуваат да добијат политички поени, изјави премиерот Мицкоски, прашан за протестите по трагедијата во Кочани. Според него има такви кои што сакаат да ги политизираат протестите, бидејќи им пречи решителноста на неговата влада да се бори до последен атом, како што рече, против мафијата и за подобра држава. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Инаку апсолутно ги разбирам сите оние кои што одлучиле својот легитимен гнев да го изразат преку демократска алатка, тоа се протести. Но не можам никако да ги оправдам оние политички глодари и лешинари кои што не сакаат силна влада од ВМРО, бидејќи е браник и последниот столб да не дозволи уништување на Македонија како држава. Инспекцијските контроли за легалноста на објектите продолжуваат со засилено темпо и покрај ограниченоста на ресурсите на надлежните, кажа Мицкоски. Констатирани се огромен број на нерегуларности. Кога зборувам за огромни неправилности, зборувам за конкретно 70-80% од објектите. Не зборувам за исклучоци, туку зборувам за пракса која што функционирала. И повеќе нема да функционира. Разработуваме план акционен за одреден период да се прогласи мораториум и да се отстранат сите тие неправилности за оние кои што сакаат да функционираат со дејноста со која што функционирале. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека утре ќе бидат објавени финалните бројки и имињата на сите фирми чии лиценци ќе бидат одземени заради незаконско работење, а за истото ќе бидат информирани надлежното обвинителство и МВР. Од министерството со кое тој раководи, до сега се проверени над 640 лиценци од градежната дејност од скупно 1100, а одземени се 97. Дополнително по засилените контроли во патниот превоз, 11 превозници меѓу кои Дурмотурс добија казни, информираа од Државниот инспекторат за транспорт. Оттаму велат дека од 138 извршени контроли за 3 дена, констатирани се 21 неправилности кај правни и физички лица при вршење на превоз на патници и стоки.